За мене, може би, многу поважно е кога ќе стапи во сила евентуалниот договор. Што мислите по тоа? На линија сте на оние предлози на Гералд Кнаус за фазно влегување на решението во сила? Еднашка сме предени од грците. Еднашка веројатно повеќе пати. Ама еве последниот пат со кршењето на привремената спогодба. Ќе видиме многу глупави, екстремно глупави, ако дозволиме по втор пат да бидеме предени. Како нема да бидеме предени да евентуалниот договор, целосната примена на договорот, влезе во сила денот кога ќе станеме членка на Европската унија. Ние секако мораме да одиме во фази, нели? Први се фазите на мерки на градење доверба, кој почна во Давос да бидат презентирани. Вториот очекува најверојатно ќе биде меморандум за добро соседство, бидејќи и со Грција, како и со Бугарија, пошто имаме отворени прашања, ќе мораме да подпишеме договор за добро соседство. Јас верувам дека во основа првиот очекува ќе биде меморандум за добро соседство, да потсетам, само понуди пред неколку години меморандум за добро соседство, каде што беше наведено дека ќе биде Република Северна Македонија за севкупна употреба и нашата влада не ни го коментираше тој предлог. Меморандумот за добро соседство може да биде основа за да се каже вака ќе го решиме спорот, што може да го купи времето. Што е проблем? Немаме време. Овој прозор веројатно е до април, мај, најмногу ете до летото отвор. Ние немаме време сите детали да ги спроведеме и да ги договорат и да се веќе договорени. Секако во спроведувањето ќе имам многу работа. Премиерот знае дека рамковниот договор, сите рокови беа пробиени. Договор имаше, потоа сите рокови беа пробиени. И овој договор, мислам дека влегува во тој език. Ако ние со меморандумот за добро соседство го договориме начинот на кој ќе биде направено сето тоа, може да настане членството во НАТО, што многу битно ќе влие на евентуален исход на референдум во Македонија. Пошто веќе ќе се покажува дека грците покажуваат добра волја да не откочат во процесот. Меѓутоа, крајното, ако евентуално се договориме било што да чепкаме во уставот, тоа не смее да стапи во сила пред да станеме членка на Европска унија. Грција ќе биде многу мотивирана да не подржи на патот кон Европа, затоа што дента која ќе станеме членка би го промениле уставот, евентуално, зборам за евентуално. Второ, се заштитуваме од можноста да го смениме името за џабе,